Излегува информација дека во собранието е поднесена анонимна иницијатива за промена на законот за медиуми, кој што е стигнат на разгледување до пратеничките групи. Дали имате сознанија што содржи, какви измени поразлични од претходниот закон и дали доколку се усвојат тие измени, тоа би значило и подобро работење на локалните и регионални медиуми или повторно се оставени на страна? Не знам дали е стасено до собранието, меѓутоа тој нацрт предлог измени на законот за АВМУ стаса до сите, до целата медиумска фела, вклучително стаса и до мене, го разгледав многу внимателно и доколку воопшто се почне разговор дали да се прифати или не, јас сметам дека нема потреба да во собранието влезе таков предлог каде што се озаконува давањето на пари онака во медиумите, затоа што и така и се отвара шанса практично да се манипулира со медиумите, поточно да се искористуваат. И со право Сдруженијето на новинари реагираше кога воопшто сакавме да се промени членот 102, кој што стрикно забранува планирање финансии од владата или од локалните самоуправи за јавни кампањи. И таков каков што е предлогот, практично сметам дека е подобро доколку решат да го поминат таков каков што е. Сметам дека нема потреба да менуваат закони ако сакаат на 5 национални тереstriјални телевизии да им дадат одредени финансии, едноставно нека им дадат. Станува збор за некои си 4 милиони евра отприлика. На годишно ниво? На годишно ниво. А дали се опфатени локалните, регионалните медиуми? Опфатени се со тоа што таму мислам предлогот не е ни за разговарање, не е поентата само државата едноставно така да даде пари кај медиумите, затоа што сепак и ние сме граѓани, и да сме надвор од медиумите, тоа се сепак и наши пари. И под превезот на јавни кампањи од јавен интерес да се финансираат медиуми така не е во ред, вклучително што и распределбата на таков тип на финансии е генерално во најсилните, насочена кон најсилните или финансиски најмокните. И кај тие 5 национални медиуми со тереstriјална лиценца, со тереstriјална дозвола, во моментов тие го држат над 90% од медиумскиот пазар е кај нив. Кое би било најдално речение, кога би биле прашани и локалните и регионални медиуми? Од една страна тешко се стигнува до маркетиншкиот колач, од друга страна постојат начини државата да помага, но како тоа да биде изведено најбезболно за да не се загрози интегритетот и независноста на медиумите, а да се добие поддршка? Овој член 102, каде што стрикно се забранува, е предмет на разговори веќе последниве неколку, ајде да кажем, години, сега веќе малку и поинтензивно. Од локалните и регионалните медиуми сметаме дека тој член треба да постои, меѓутоа да се иземат неколку работи за кои што јавните установи, локалните самоуправи имаат потреба да го користат. Што всушност се случува денеска? Ако едно јавно предпријатие или локална самоуправа има потреба од јавна комуникација, а при тоа да одвојат средства за таа јавна комуникација, да ја постигне својата цел, тие не можат да ги истрошат, да потрошат пари, финансии за таа работа во регулираните медиуми. Тоа значи нити во телевизија, нити во радио, туку единствено само во онлайн медиумите кои што не ги опфаќа самиот закон. Ние предложивме неколку измени каде што да се иземат конкретни случаеви. Како што, например, јавноста има потреба, ние во практика пред неколку години пренесувавме седници од Советот, каде што јавноста се запознаваше како всушност работи Советот на општина Струмица. На тој начин тие се запознаваа и ги контролираа самите советници како работат и за чии интерес. Мислам дали работат во интерес на граѓаните, каде што и имаме големи интереси во јавноста да види дали сите точки на дневниот ред се спроведуваат така како што тие сметат дека е добро. Кога
стапи на овој член во сила, прекинавме со седниците, така што и ние, нели, како медиумска куќа, гледавме да ги покриеме темите кои што ние сметаме дека се од јавен интерес. А при тоа, нели, бесплатно, нормално. Ако во таков случај, многу од општините имаат интерес да пренесат такви седници, посебно кога станува збор за буџетот на општините. Сакаат и самите градоначалници и советници, па дури и позиција и опозиција, да покаже како работи во составот на собранието на локалното собрание. При тоа, општината не може да оддели средства и тие се снаоѓаат по некакви канали да стигнат до јавноста. Баравме промена на тој член да се промени со неколку додавки, со неколку алинеи, кои што сметавме дека е предмет на разговор веќе, нели, во збора кај регулаторот и кај законодавецот. Меѓутоа, денеска или пред некој ден излезе овој нацрт предлог кој што воопшто не го поддржуваме. На јавната седница која што беше организирана кај регулаторот, имав излагање каде што точно тоа го реков, дека нема да поддржиме било каква промена на членот 102. И со ваква иницијатива сметаме дека досега кога Сдруженијето на новинари сметаше дека воопшто не треба да се чепка тој член, од денешна перспектива гледам дека се биле во право, затоа што ќе може да се злоупотреби утре други ден. Ако во собранието помине таков предлог, тогаш или воопшто некој има позитивно мислење за тој нацрт предлог каков што е даден, тогаш гледаме дека државата располага со финансиски средства, кои што се прилично високи, тие средства да бидат наменети за создавање на медиумски фонд. Во медиумски фонд кој што ние сметаме дека треба да биде надвор од било какво одлучување, да се направи формула како ќе бидат распределувани и да се постават цели, конкретни цели што медиумите треба да исполнат за да користат тие средства од тој определен фонд. 4 милиони евра или и повеќе не се малку пари за медиумите за да можат некако да, ајде да кажем, да опстанат или да имаат интерес да создаваат некакви содржини, некакви продукти.